Благослов, божествени души мои, добре дојдовте на Уналун Тарот канал. Добро утро за сите вас и едно огромно добре дојдовте во новиот ден од оваа 2025 година и месец јуни. Денеска би сакала да ви опишам, да ви дадам опис и увертира со порака од картичките за енергија во текот на денот, што сакаат картичките да ни кажат. На сите ви се заблагодарувам што се претплатувате на мојот канал. Сите вие што гледате индиректно или директно, ви благодарам. Секогаш сте добре дојдени да го послушате она што баш е наменето за вас. На сите ви се заблагодарувам што оставате коментари, што споделувате, што ги споделувате видеата. Срдечно ви се заблагодарувам за генералната енергија која ја пуштате во овие исчитувања на картички и го правите мојот канал се поуспешен и подобар за етерот и воопшто за сите збитнувања околу моментите сегашни што се настанати и што ќе бидат наредно. Па, ајде да видиме енергијата за денот денеска, што сакаат картичките да ни соопштат, како една убава порака. Генерална енергија, земете сите како ви одговара на вас. Значи, многу уплив на енергија има во денешното исчитување на картичките. Така да видиме што сакаат да ни покажат картичките. За сите оние што наидуваат овдека на овој канал, ако ви привлече насловот на ова видео, добре дојдовте и за вам. Најверојатно има некоја порака што треба да слушнете од ова видео. Ајде да видиме што друго ќе ни кажат овие картички. Значи, генерално е читањето, колективно е и нема со секого да резонира. Значи, прифатете она како што вам ви одговара. Па, да ја видиме суштински енергијата која сака да ни ја пренесе. Се надевам дека се гледа. Да. Да додадеме уште една картичка која ни е неопходна. Епа да започнеме. Драги мои, во денешното видео имате порака од картичките за картичките исчитуваат една енергија која ќе биде комуникативна, значи збиднувања на
јавни настани, значи од јавност, јавен карактер. Ватрените знаци, значи огнените знаци ќе бидат доминантни од оваа порака на картичките, значи зачувајте си го срцето или ослободете си го срцето во овие, значи овдека имаме порака доминантно за огнените знаци. Огнените знаци во хороскопски знак, што не мора да значи не се изоставени и другите знаци од зодијакот. Значи, денешното читање е со некој настап, со некој поврзување на комуникативност, значи, или со некој поврзување кое ќе даде плод и ќе резултира со плод. Значи, имате во оваа голема енергија на огненост, значи, пружано заштита, универзумот ви пружа заштита, или пак ќе се однесува на особа, не е битно дали е машка или женска, ова се енергии, значи, ви пружа, значи, таа особа треба или да се заштити, или треба да се ќе биде заштитена од типот на душевно време во срце, што ќе резултира со победа. Значи, со победа, авторитативна победа. Значи, за некого ќе важи дека ќе биде во комуникација со авторитативни персони, значи ќе биде во огромно собирање како комјунити, значи како голема маса на народ кој ќе резултира со победа за некоја страствена работа која ќе или пак може да значи дека некој ќе биде заштитен од авторитативна личност. Од авторитативна личност, значи која издвојува победа, кој дава учење, еманципација во соодност, значи ќе има заштита на срцето поради тоа што во некоја заедница, значи ќе има заедница, некоја заедница која ќе бидете сакани, почитувани, ќе добиете заштита и оваа картичка ви кажува дека е душевно време да направите некоја акција, некој покрет. Значи, ова е време на душите кои се поврзуваат од исти карактер, од иста бранша, исто размислуваат. Значи, буквално ќе имате заштита на дали ќе биде тоа некој собир, дали ќе биде некој настан, буквално ќе имате душевно време, значи активационите картички ви објавуваат душевно време, време кога ќе имате собир на истомисленици, значи на иста бранша луѓе, истомисленици, со тоа што ќе ви дадат заштита, поддршка, ќе ви го негуваат вашето срце,
ќе ви го венегуваат вашето срце, страствено ќе ве поддржуваат и ќе ви носат, ќе ви донесат просперитет, ќе ви овозможат да се истакнете, да бидете дел од нивното семејство, или пак више сте истакнати. Значи правиме муабет за авторитетна личност, од авторитетна личност која доаѓа како настапувач во да донесе победа, да донесе еманципација, да донесе значи разиграност во целото збиднување. Значи персона која ќе биде заштитнички настроена, персона која ќе има премногу страст, дали од типот на својата работна околност или нешто што доведува во љубов, значи вие земете како вас ви одговара, но ќе донесе заштита или пак вие треба да се заштитите, да го заштитите вашето срце, за да не ви биде пребргу украдено. Значи, доведено со страст, значи, деничната енергија, картичките исчитуваат висока енергија, која ќе донесе иновативност значи, за една персона од вас, сите што ме гледате, ова ќе важи само за една персона или за повеќе од вас, доколку се пронајдете. Значи, картичките советуваат на висока фреквенција, значи висока фреквенција на енергија во некоја иновативност или пак поврзување со душевните чувства. Значи поврзување со душевните чувства, а ова ќе се однесува на комјунити или на заедница, на некоја заедница која ќе бидат истомисленици, истодаватели, истоиноватори, висока енергија. Но ќе треба да внимавате, бидејќи благословната карта Генеша, Божицата Генеша, картичките од Божицата Генеша ви потврдуваат дека треба да се заштитите, најверојатно енергетски, за да имате резултати за понатаму. Ајде да видиме сега настаните. Што поправо би било, за што по-конкретно се работи? Видејќи се ова е генерална енергија, како порака земете ја, има повеќе, ја давам повеќе смерници за повеќе настани. Да. Повторно заедница. Ова е се 4 од 4 стапа, значи
кој резултира дом, склучување брак, склучување добри договори, заедништво. Значи, тарот картите само потврдуваат, бидејќи се работи за некоја заедница, која типот на може да биде на брак, може да биде од иновативност заедница, може да биде на повисоко ниво, значи заедница од типот на авторитативни личности, економска заедница, бранша на заедница на корпорација, корпоративна заедница. Значи, да, ќе имате стабилност, некој од вас ќе важи дека во оваа заедница ќе се случи една огромна стабилност, некој треба да си замине од оваа заедница, или заминал, па повторно се враќа за да направи што поголема иновативност, заедница и од аспект на материјална гледна точка. Значи, има голема визуализација, голема визија се ствара. Ова се 8 чашки, значи овдека има емоции, пожртвуваност, значи се што може да влезе длабоко во една чашка како вода, значи како вода, тоа значи дека влегува како емотивност, исполнување, значи добра манифестација. Се тоа што сте изманифестирале ви следува сега како една награда и исполнување на вашата желба за корпорација, на иновативност, за дружење, за нешто многу стабилно и поконкретно. Значи, за стварање на стабилност, дали се работи од план на фамилиарна стабилност, дали се работи од план на организациона стабилност, значи земете вам како ви одговара, така да картичките најавуваат дека многу висока енергија, многу висока фреквенција сте изманифестирале и сега универзумот ви враќа со страст. Значи, ова е картичка на енергичен заштитник кој ви враќа со страст. Значи, или пак оваа енергија се работи за самите вас, која вие сега возвраќате како генерално на некоја поголема заедница. Заедница може да биде и етер, значи комуникативност, мрежи. Значи сега возвраќате со многу страст за нешто многу постабилно и да манифестирате, и таа манифестација ви се исполнува како таква, доколку била манифестација за желба, за брак на некој од вас што го гледате ова видео, таа желба ќе ви се исполни. Доколку се работи на повисоко ниво, манифестацијата ќе биде вкоренета во стабилност со добар профит, значи ќе биде стабилност во економски план, распоредено ќе биде секако, како и да е. Значи некој од овдека заминал, да, бил во заминал, некој од оваа енергија заминал, или пак се враќа повторно,
како таков. И имаме еден ученик кој можеби и не резултирал на таков начин и затоа и заминал, за да би вие манифестирале и дојдете до она што сакате. Ако се работи за работен однос, ви следува вработување, ќе добиете информација од типот на тоа што сте го визуализирале, на тоа што сте го манифестирале. Се работи за компанија која има многу страст во работа, за иновативност, значи некоја иновативна компанија ќе биде, можеби некоја многу новостворена компанија и секако вие ќе влезете во таа компанија како еден избраник со срце, високо самопочитување, едноставно ќе се пронајдете во таа компанија, ќе сретнете, значи, луѓе кои ќе ви бидат блиски со душата. Значи, едноставно ќе си помагате еден над друг, за да бидете што поуспешни и подобри. Значи, доколку се работи за работен однос, доколку сте во работен однос, ова ќе резултира за искачување на повисоко ниво. Значи, ќе се искачите на повисоко ниво со многу страст, со многу ентузијазам, со многу висока визија, манифестација, со цело срце и душа, буквално ќе се дадете сами себе за да добиете стабилност и на емотивно и на материјално ниво и да се едноставно се пронаоѓате самите себе си во тој дел на сте имале мали турбуленции, значи некој ви го попречувал патот, доколку се работи за бизнис план или за вработување на економски план, за работен однос, ви го сте имале некој недоразбирање, ви го попречувал некој патот, но сето тоа сега се оди од вас, бидејќи го имате како универзумот, како заштитник, со многу огнена енергија. Значи, универзумот ви доаѓа како заштита и ви вели дека дојдено е времето на душевно време кое треба да се покажете како такво, бидејќи тоа што сте го манифестирале претходно, сега универзумот ви возвраќа со една страст кон вас, затоа што сте го изманифестирале во добро, сте верувале во него, сте верувале во време и сега универзумот ви возвраќа со нешто многу поконкретно и многу подобро за вас. Се надевам дека оваа порака ќе стигне секому што му е потребна да ја слушне, доколку се остварува овој дел, картичките што ја приближуваат оваа енергија, ја даде оваа енергија во вид на порака, јас ви честитам, ви давам огромен благослов за сето тоа што сте го изманифестирале, ви честитам на успесите допрва што ќе ви дојдат и ви посакувам секое добро во денешниот ден, па се гледаме во наредно видео. Поздрав!